Почитувани, лицата кои деновиве повикаа на тепање и убивање на полициски службеници поради желбата да возат без возачки дозволи поради проектот Безбеден град, биле активно вклучени во кампањата на Оливер Спасовски, што може да се види на фотографијата на екранот. Лицата кои јавно се спротивставија на проектот Безбеден град во изминатите денови излегоа на протести кои беа насочени против мерки кои имаат за цел да спречат возење без возачка дозвола, без регистрација и без одговорност. СДС и Спасовски, да подсетиме за јавноста, гласаа против имплементација на проектот Безбеден град во Собранието. Замислете, екс-министер за внатрешни работи, кој не направил буквално ништо во насока на подобрување на сообраќајната безбедност, гласаше против. Јавно ги прашуваме СДС и Оливер Спасовски, дали ќе се дистанцираат и оградат од овие протести и од лицата кои повикуваа на јавен линч, и дали сметаат дека е прифатливо да се протестира против сообраќајен ред, закон и безбедност. СДС и Оливер Спасовски мора да дадат одговори на јавност, затоа што за време на протестите беа забележани закани со насилство и убиство, и ова е повеќе од алармантно. Почитувани, ваквото однесување е недозволиво во демократско општество и затоа ги повикуваме сите надлежни институции да постапат без селекција и без двојни аршини, строго согласно закон и да обезбедат одговорност за сите кои испраќаат закани за насилство. СДС и Оливер Спасовски повторно се обидуваат да направат саботажа на се што е добро и е од интерес за граѓаните. Целта на Безбеден град е да се зголеми безбедноста на граѓаните во сообраќајот. Секој оној кој се залага за безбедност и ред во сообраќајот го поддржува овој проект. Ви благодарам.